Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Знам дека е многу полесно да ја префрлиме одговорноста за нешто што нам ни се случува, нешто што ние го чувствуваме, односно дека нас некој нешто ни прави, ние затоа сега се чувствуваме како што се чувствуваме. И тоа е до некаде така, бидејќи ние сме во постојана интеракција со другите луѓе и воспоставуваме различни односи, во тие односи, во комуникацијата со другите луѓе, имаме некое влијание во зависност од тоа како се чувствуваме во даден период, во дадена ситуација. Може тоа да ни влијае мотивирачки, демотивирачки, да не направи тажни, разочарани, изневерени, односно да се чувствуваме така. И најчесто за тоа одговорноста ја префрламе на другиот човек. Ако ти не го направиш ова, ако ти не постапеше вака со мене, јас немаше се чувствувам вака, или ако тогаш ти не изреагираше така, немаше ја да изреагирам вака. И тоа може да не доведе до постојано префрлање на вината, односно одговорноста од едниот на другиот, и да ја влоши нашата комуникација. Затоа мислам дека е битно да се обидеме да пронајдеме дали тоа што му го замеруваме на другиот, може би и ние го правиме. Си го правиме себе, си го правиме на други луѓе и затоа најмногу и најлесно го препознаваме и затоа најчесто се фаќаме за тоа. Ако кај одреден човек ни смета, ни е проблем тоа што тој не вреднува онолку колку што ние очекуваме, онолку колку што мислиме дека треба да не вреднува, така како што мислиме дека треба токму на тој начин, да си провериме да не случајно и ние во одредени односи се однесуваме така. Велат дека можеме да го препознаеме само тоа што го носиме во себе, само тоа што го имаме, само тоа што го правиме, само начинот на кој ние умееме да реагираме. И многу често на несвесно ниво, што исто така е разбирливо и е човечки. Во првиот момент кога ќе се обидеме да се сетиме, да имаме отпор и реакција, ама не, јас тоа никогаш така, јас никому така, или јас не му го правам тоа нему, зашто тогаш тој ми го прави, или јас не се однесувам така со него, тогаш зашто тој со мене се однесува така. Ако не можеме да го расчистиме, ако не можеме да се договориме со другата личност да не се однесува така со нас, доколку тоа многу ни смета, тогаш можеме да заминеме, да прекинеме однос со другата личност. Меѓутоа, ако ништо од тоа не успева, тогаш може би е еден начин и тоа да погледнеме дали ние се однесуваме така. Дали ние се однесуваме така кон таа конкретна личност, дали ние така се однесуваме со други луѓе или сме се однесувале некогаш и тоа не ни е разрешено, токму таквото однесување од таа личност ни тригерира некои работи кои не сме ги расчистиле со себе. Например, ако од некоја личност не се чувствуваме доволно вреднувани, што е често чувство, ние ќе направиме нешто и ќе очекуваме другата личност да не пофали, да се восхити од тоа што сме го направиле, да му даде особено значење, меѓутоа, може би тоа за таа личност не представува ништо особено, или пак едноставно не го смета така, или пак не знае на кој начин да ни покаже дека го вреднува, да се разбира дека најлесно би било да седнеме и да разговараме за тоа, меѓутоа, ако беше се толку лесно и едноставно, ако постојано имавме добра комуникација со сите луѓе, ако толку лесно можеше да се разбереме, немаше да има потреба или од сите овие едукација, од работа на себе, консултација со други луѓе и помош и поддршка во комуникацијата и во односите, така што многу често може да изостане таа можност, тој начин да се разговара, може би немаме доволно капацитет за да бидеме искрени едни со други, може би не знаеме да побараме како сакаме тој или таа да се однесуваат со нас, да ни изразат нешто, може би и тие не знаат, затоа што ако цел живот се изразувале на еден начин, нема тоа да се смени преку ноќ, затоа што ние сме им драги, не почитуваат и не сакаат, наеднаш нивниот однос ќе стане сосем поинаков и начинот на изразување на емоции и давање пофалби ќе стане сосем друг. Нема да се случи тоа, дури и да сакаат да учествуваат во тоа и да променат нешто, да ни помогнат ние полесно да се носиме за да се развива нашиот однос и нашето пријателство, сепак нема да може тоа да го направат преку ноќ, ќе им биде потребно време. Што да правиме ние во таа ситуација, што можеме да направиме? Освен тоа што треба да провериме дали е тоа навистина нешто лично од другата личност, која што намерно те не обезвреднува од некои само незапознати причини. Сепак да си провериме дали ние тоа
премногу сериозно го сваќаме, дали премногу лично го сваќаме, особено од некој што ни е драг, што ни е близок, кој што поминал време, години со нас, што не познава на крајот на краиштата, или тоа е нешто наше, имаме некакви очекувања од таа личност да ни покаже, каже, изрази некое свое чувство на поддршка, на разбирање, на пофалба, а не го добиваме. И зошто тоа ни иритира? Може би и ние во одредени ситуации не сме им го давале тоа на некои луѓе, или ден денес не им го даваме тоа на другите луѓе. Па, доколку пронајдеме одредени ситуации или одредени односи во кои ние не сме биле целосно поддржувачки, во кои што и ние не сме изразиле восхит, во кои што и нам нешто ни се чинело како не многу битно, како дел од секојдневието, како да не е голема работа. И ако го освестиме тоа, не за да се критикуваме, не за да кажеме ете и јас сум правила вака, така, и да се обвинуваме поради сето тоа, туку да се опитаме да разбереме. Ако јас сум го правила на некој несвесно ниво, ако јас толку сум знала и сум умеала, па не сум ја дала поддршката на начин како што другиот очекувал, или за работи за кои што очекувал, или ако мене ми било седно и не ми било голема работа, нешто што може би на другиот му било, тоа ќе ни помогне за полесно да го разбереме другиот и да му дозволиме на другиот да биде автентичен во изразувањето на своите чувства и во покажувањето на својата поддршка или во тоа како не вреднува, и да се фокусираме повторно на себе си, за да провериме дали ние се вреднуваме доволно себе си. Дали ние се вреднуваме доволно себе си, штом толку многу ни е потребно и ни значи тоа вреднување од другиот, дали ние сме свесни за значењето на тоа што сме го направиле, за колку е тоа вредно, колку е големо. Се разбира, овде зборувам за некои работи кои што се и дел од секојдневието, меѓутоа понекогаш може да се големи, може да се значајни, може да се вредни за нас, за другите. Ако ние не го свестиме тоа кај себе, или ако очекуваме другите постојано да не подсетуваат и да ни потврдуваат колку сме вредни и колку вреди тоа што го правиме, колку е значајно, тогаш може би е во нас. Може би ние треба да се преиспитаме себе си, колку се вреднуваме себе си, колку го вреднуваме тоа што го правиме, колку му даваме на значење, колку ни е нам големо и важно. Кога ќе сватиме дека и ние во ред ситуации со ред луѓе во различни односи не сме одговориле може би адекватно на очекувањата на другите, ако тоа ни го кажале или покажале, или ако ние подоцна сме го освестиле кај себе си, тогаш ќе ни биде полесно да ги разбереме и другите кои во одредени ситуации не реагираат адекватно со нас и ќе ни биде помала лутината и ќе имаме поголемо разбирање, а многу помала лутина. Или, например, ако одредени луѓе кон кои ние сме отворени, не се толку отворени со нас, и тоа ни представува проблем во нашите односи, во нашата комуникација, да се подсетиме на сите оние односи во кои другата страна може би била поотворена, а ние сме биле тие затворените, а ние не сме биле спремни, ние не сме биле подготвени да се отвориме, независно дали се работи за пријателски, за љубовни односи, сеедно. Очекувањата да имаме ист ритам со нашите пријатели, со нашите партнери, најчесто се илузија. Да се случува тоа, да постои тоа и убаво е кога имаме ист ритам, кога нели односите ни се во баланс, меѓутоа, особено ако комуницираме со голем број на луѓе или имаме широк круг на пријатели, едноставно е невозможно во исто време, во исти периоди ние да ги имаме истите потреби. Едноставно е невозможно и секогаш да имаат доволно време во нивните животи за да можат да бидат присутни и да ни посветуваат доволно внимание и да не вреднуваат и да бидат отворени по одредени прашања, теми или за одредени наши идеи. Едноставно тоа е невозможно, затоа што луѓето си имаат своји животи, своји дилеми, своји предизвици, своји убави моменти и не можат секогаш да бидат фокусирани на она што нас ни е потреба. Особено ако не им кажеме и не им покажеме, а дури и тогаш имаат право да се изберат прво себе си, своите потреби и на крајот на краиштата да се однесуваат со нас на оној начин на кој што знаат и умеат. А наше, дали ќе го прифатиме тоа или нема.
И тука нема место за лутење, нема место за нервози, туку да се искомуницира, да се каже, да се произнесе, да се побара дали е некаде во нас укриено, можеби, да се сработи она што е во нас, а тоа што го прават другите, на кој начин го прават, како се однесуват, е само нивна работа. Наша работа е толеранцијата на таквото однесување. До каде ќе ја прошириме границата, колку ќе толерираме, што од тоа ни одговара, што ни смета, што ни е подносливо, што ни е неподносливо. И тоа е се што можеме да направиме. За да можеме да бидеме во мир со себе, за да можеме полесно да ги разбереме другите, понекогаш е неопходно да се преиспитаме себе си, дали тоа што го очекуваме од другите, начинот на кој тие реагираат, тоа што ни го даваат, нивната отвореност, нивното вреднување, нивното разбирање, нивната поддршка, независно за што и да се работи, е реална ситуација, дали ние тоа можеме да го разбереме, или пак одиме со гнев, со лутина и со големи очекувања и ние понекогаш не можеме да разбереме, па сами себе си се разочаруваме од очекувањата кои што сме ги имале. Многу често се случува и по неколку пати да се разочараме од иста постапка на иста личност. И кога е тоа веќе така, тоа не е до него или до неа, тоа е до нас. Ние едноставно или сме одлучиле од некои своји причини да бидеме со таа личност независно како се однесува, како ги изразува своите чувства, колку е отворена, колку е затворена, колку е присутна, колку умее и сака да даде поддршка. Крајно е нелогично од една страна и измачувачки за нас од друга страна да постојано се вртиме со истите очекувања од истите личности, иако неколку пати во животот искуствено сме виделе, ни покажале дека тоа е така како што е. И најверојатно така и ќе остане, ако сами не решат да го променат тоа, пак на крајот од некои своји лични причини или можеби, затоа што многу им значиме, затоа што сакаат да останат во однос со нас, затоа што сакаат да се развива тој однос. Меѓутоа, сепак е тоа нивна одлука, не зависи од нас. Она што ние можеме да го направиме во таквите ситуации е да си ги провериме очекувањата, да провериме како ние се однесуваме со луѓето и со тие од кои имаме очекувања, од кои бараме на некој посебен начин да се однесуваат со нас, дали воопшто сме им го кажале и покажале тоа, и ако не е така, зошто остануваме во тој однос. Благодарам што ме следите, споделите го ова видео ако сметате дека некому ќе му послужи, ставете лайк ако ви се допаѓа видеото, приклучете се на каналот ако се уште не сте го направиле тоа, притиснете го дугмето за subscribe и се гледаме наскоро.